Читуван колега, на вистина не сакав да обременуваме дебата со вакви, ајде да речем, провокативни некакви мовети од ваша страна, меѓутоа ајде. Она што ми беше битно, ќе ве молам да ме послушате. Она што ми беше битно е да разберете дека овој бизнис сектор кој што го оптоварувате со дополнителни давачки треба да ја плати непродуктивната администрација на човекот кој што кажа дека му е непродуктивна. Толку е муветот. Ја не го терав да рече дека не му се продуктивни вработени у Министерството за економија. Сам си го кажа тоа. И сега треба мои пријатели кои што се стопанственици, ваши пријатели, сечии пријатели, сите кои што имаат некаква продуктивност и даваат додадена вредност на целиот капитал во Република Македонија, тие треба да ги платат овие непродуктивни. Толку е дебата да ја не знам што толку ве погоди вие да почнете да мешате Арачиново и не знам кој ваму имало пат, таму имало струја. Јас знам дека не се исти данокот, пример на данокот на имот не е издво Арачиново во Скопје. Некаде е пониско, некаде е повисоко, ама вие за една година еден корисник да има платено, како 2020-та мислам беше, тоа е срамота. На крајот на криштата ниедна друга општина не доби 1 милион евра од владата помош за справување со ковид пандемијата како што доби Рачиново. И сега ако ние правиме споредби колку добила една општина, колку добила друга, што добиле албанците, што добиле македонците, што добиле ромиве, буџетов ќе отргнеме настрана. Примерна тема на денешната дискусија на комисија ни е буџетов. Дајте да направиме нешто добро. Се намалува продуктивноста на работниците, колега, 32.000 има нова администрација у последние 5 години. 2017-та вашиот коалиционен партнер, 2016-та односно беше Зоран Заев, кажуваше дека ќе намалувал администрација, дека ќе намалувал број на министерства. Што направи? Јас го додаде уште некое министерство, се отворија, односно неколку институции се отворија нови, се оптерети дополнително администрацијата. Дали се овие мерки кои што ги предвидувате во последние неколку години продуктивни, дали се директна помош за стопанството? Не. Дали има простор за разговори и за измени? Да. Дали се согласни коморите? Не. Дали треба да има нова реформа? Не. Дајте, слушајте го малку гласот на народот. Пак ќе повторам. И тие, ете, и да не се на Бектеш, еви да се на Спасовски, еви да се на Бочварски, да се од било кое министерство, администрацијата во Република Македонија. Треба да земат плати од она што ќе го направи стопанството. Вие ако оптеретувате стопанството, ќе нема оволку колку што сте предвиделе. Ако нема оволку колку што сте предвиделе, ќе треба да имаме нови задолжувања. А ако имаме нови задолжувања, по 5-10 години, нашите деца ќе треба да и враќаат. Многу едноставна приказната. Секоја хартија си има своја приказна, само треба да знаете како да ја прочитате. И треба да видите кои се можните опасности, каде може да се спречи и каде може да се делува. Оти, ќе повторам уште еднаш за крај, сакам многу да должам. Последно време, мене се ми се чини дека или за доцнето, или на принципот, односно обратно од принципот боле спречити него лечити. Ние сега лечиме, што ќе излечиме? Што ќе излечиме кога оклекнуваме стопанство на колена? Зарем ќе се излечи ако се дадат 750 денари на сметка на некоја група на граѓани? Нема ништо да се излечи. И нема ништо да се спречи. Тоа е уште полошо. Што спиралата, инфлаторната спирала не се спречува. Тоа ви се пари фрлени во ветер. Имаме добри амандмани еве во продолжение на оваа дискусија, се надевам дека денес ќе можеме да го слушнеме тоа, како да стопреме инфлаторната спирала. Така ни е треба. Секоја нормална држава, секоја држава која што мисли за благосостојбата на граѓаните, размислува така. Да се спречи опасноста во корен. А ние отпосле сега да фрламе 750 денари кои што верувајте дека ништо не им значат на граѓаните. Намалете им ја нафтата да видите дали ќе реагираат. Ова како што сега реагираат.
Ако ја намалите нафтата, тоа е цел круг и така натаму. Меѓутоа, ајде, тоа ќе биде нареден амандман. Ви благодарам.